мој гостин ќе го најавам како дипломиран психолог, не како нашиот билдер, Тоше Зафиров. Тоше, добре дојде, ние сме другари колку? Најпрво добро те најдов, ти посакувам многу успех со новиот проект. Па баш пред малку зборевме повеќе од 20 години. Значи пријателство кој што трае повеќе од 20 години, баш ми е мило и чест и задоволство што после 20 години повторно сме заедно и сега сме во студио со твојот нов проект. Значи со сопругата си 25 години во брак, со мене 20. 20. Вкупно 45. 45. Како се доживуваш ти повеќе како психолог или како бодибилдер? Освоили ли стебрна медаља во... Да, на Мистер Олимпија сега во Букурешт, па искрено, знаеш, во животот се има некоја своја фаза. Бодибилдингот ми е нешто што навистина премногу го сакам и тоа ми е нешто што доаѓа длабоко од мене. Мислам дека тоа ми е столбот, а после бодибилдинг се деле се друго. Психологијата е тесно поврзана со фитнесот, бодибилдингот. Како дојде до психологија? По од секогаш ја сакав психологијата, последните 6-7 години навистина интензивно и премногу читам. Дали таа позитивна психологија, спортска психологија, па и женска психологија и машка психологија, веќе се е поврзано едно со друго. И добив желба и едноставно и да го завршам тој факултет, да видам како е да се изучува. И на Славјански факултет навистина сум презадоволен од професорите, дипломирав и сега имам и веќе треба да бранам само магистерската и веќе за некое време треба да идам и магистар по клиничка психологија, што навистина е престиж за мене и една сатисфакција плюс во животот. Знам дека нешто добро сум направил за себе, така да и планирам понатаму и да почнам да работам како психолог. Моја област, ајде да кажам дека ми е она спортската или позитивната психологија, посебно спортска психологија, посебно со млади деца кои што се негде некоја возраст 13, 14, 15, 16, оние тинеџерски години каде што од банални причини врвни спортисти знаат да се откажат. Така да тука малку им фале да го направиме оној пресврт во нивниот живот и да продолжат понатаму. Така да се пронаѓам и уживам во тоа. А тие години се најтешки, така и тие, мислам, кога се тинеџери, мојата ќе 14 години, еве размислуваме каде нели што како за средно, кога ми кажа уметничко, викам, леле Тифани, сите сме мислам на друг начин образувањето уметничко, викам, тоа сакам, после викам ај за една година ќе па да, мењава тоа со тек на време, да. Но треба да ги оставиме нашите деца да си го бират сами, да си го трасираат нивниот пат. Ние само сме должни и треба да ги поддржаваме во тоа што сакаат да ги прават и така ќе бидат поуспешни. Тоа никогаш да не им наметнуваме ништо ние. Ако сакаме да наметнеме, што викаш, еве порано родителите сите ни наметнува, ајде мора вака. А сега гледаш дека се има промена голема. Па кај мене порано родителите наметнува и сакаа да завршам факултет, но од една страна порано беше многу тешко да се запише, беше финански, таку речи, невозможно, не можев, сега дојде ред самиот да посакам и самиот да го направам тоа и да имам желба да го работам сето тоа. Така да се си има своја фаза во животот и јас и со моите деца никогаш не инсистирав дали било на спорт или било што, секогаш сакав тие сами да се го најдат патот. Колку ви се сега твоите деца? Па Блаже веќе има 23 години, Ангел 18 години. Така да порасна и тие. Фала. Колку време поминуваш во теретана? Како комуницираш со клиентите твои, бидејќи ти си психолог, дали ако дојде нели некој го осетиш дека има некој проблем, дали разговараш со него на некоја во теретана само што ќе влезам во теретана ми треба 10 секунди да скенирам све што има во теретана. Веќе многу долго, повеќе од 30 години сум во теретана и навистина прво е бидејќи премногу го сакам и со премногу љубов го работам. Тоа и мислам дека тоа е главниот успех што ги имам сиве овие години. Нешто кога се прави од срце, од душа, тогаш нормално дека вродува со плод. Поминувам некои 4 часа сигурно попладне од 6 до 22, од 18 до 22 часот, секој ден, освен недела, еве да кажеме. Наутро обавезно сум на водно, одам правам кардио околу 6:15, 6:20. Така да и преку ден нормално знам да отидам да ја посетам теретаната, да видам како е, што е, ако имам и со некој клиент да изработам, макар сега искрено немам многу време да работам со персонални тренинзи, се ми е сведено на онлайн, така да имаме цела платформа кај што сите тренинзи, планови и исхрани све не е онлайн, така да дигитализирано и мислам дека може да биде исто така успешно, а да не ми одзема толку многу време. Како дојде до моќта на промените? Како Тоше Зафиров е напишува книга многу?
Па ова ми е втора книга, првата книга можам да кажам дека е пола автобиографска, пола околу светот на фитнесот. Првата е Патот кон врвот. Таму е детално од кога сум роден, од Тимјаник, од моето село па до таа година која што е пишувана книгата, успеите што ги имам направено, буквално целиот мој животен пат и семејство и фамилија и све што имам освоено, има многу опфатено од суплементи, успеси во бодибилдинг, Мистер Олимпија, све она што треба да се знае, мислам некоја основа да се има. Оваа втора книга е сосема друго нешто, ова е позитивна психологија, моќите на промените. Па искрено многу пати сум размислувал на ова. Позитивна на подсвеста. Да, Джозеф Марфи. Сум ја читал, добра книга. Многу имам размислувано на оваа тема, бидејќи сакам да напишам сега трета книга, но нешто не доаѓа од мене и идејата и концептот го имам, не можам да дојдам да седнам и да пишувам, а оваа книга можам да кажам дека ја напишав за неполни месец дена. Така да и навистина е многу добра книга за сите оние кои што сакаат да направат било каква промена во својот живот. Има околу 50 животни совети кои што навистина ги гледаме во секојдневието, пред нас е, но ги занемаруваме. Советите се од твое лично искуство или повеќе од моje лично искуство и она што имам читано, што имам разговарано, бидејќи навистина се дружам со луѓе кои што се многу успешни или поуспешни од мене, од кои што можам многу да научам. Еве да го спомнам и еден од моите омилени писатели Робин Шарма, кој што ги имам прочитано сите негови книги. Често знам да споделам негова книга, тој самиот го виде тоа, ми исконтактира мене, веќе сме во добра комуникација, ми испрати лично книга од него од Канада со негова посвета, така да тие луѓе се гледа дека ја има таа големина во себе и од многу луѓе такви, читајќи она што го имам поминато низ животот и она што секојдневно го сретнуваме, го напишав во оваа книга. Ова е, можам да кажам, еден прирачник кој што може многу да ни помогне во животот. Еден најучен пример е како да ги почитуваме нашите родители. Нашите родители ни се живи, здрави сега, ги занемаруваме. Јас знам, ретко ќе отидам во Неготин или во Тимјаник да видам мојата мајка, а еден ден кога ќе ги нема, ќе ни фалат и ќе ни биде криво што повеќе време не сме посветиле на нив. Еве сега не беше добро овие денови, после секој надпревар обавезно знае да ми направи полните пиперки и и обавезно после надпревар одам кај неа за да јадам тоа. Сега не беше добро после такмичење и баш денес така малку е подобра. Викам, а ова година не ми направи полните пиперки и така да сега кога ќе биде подобра, треба да отидам пак да го оседам тој мирис, да гушнам, да прегранам и да посветам повеќе внимание. Тоа се некои такви работи, секојдневно што ги сретнуваме, а што ги занемаруваме. Оние семејни традиции кои што се повеќе изумираат, само дисциплина, само почит, како да сакаме самите себе, да ги сакаме другите околу нас. Ако не се сакаме самите себе, ако не се почитуваме, нема да сакаме никој околу нас. А да се сакаме и да се почитуваме сами од себе, треба да имаме нешто вредно во нас, да се вреднуваме самите, да направиме нешто прве. Ние кога ќе се погледнеме во огледало, да кажеме, јас сум направил нешто, се сакам и можам да те сакам и тебе, и камерманот, и сите околу нас. А доколку јас не се сакам самиот себе, доколку јас најдам милион причини да не се сакам самиот, зашто би те сакал тебе или било кој друг? Така да тие работи се токму во оваа книга. Како се справаш со предрасудите? Значи изгледаш како што изгледаш, нели, згоден дечко. Убав, да. Бодибилдер и психолог. Ти доаѓаат ли онака да ти кажат од каде сега? Зошто луѓето градат слика на физикус како изгледаш? Па види, се согласувам со тебе, во суштина и порано и јас кога ќе видев некој избриче на главата, тоа важи на билдер, но нормално тоа ме асоцирало на тепач или вратар. Тоа било прво нешто. Но мислам дека со тек на времето и стек на годините тоа е многу променето, посебно овие социјални мрежи денес овозможија да имаме на сосема друга слика. Кај мене да го отвориш мојот Инстаграм профил или мојот Фејсбук профил, може да најдеш милион теми на кои што разговарам јас. Разговарам на теми кои што не разговарат многу мажи, кои што се плашат да разговарат, меѓубрачни односи, како да го зачуваме брак, како да се го вреднуваме семејството. А ти тоа јавно го кажуваш? Тоа јавно го кажувам и со гордост тоа го кажувам и давам пример како треба да бидеме и дека можеме да опстанеме заедно и после 10, 15, 20, 25 години. Ако нема љубов, како опстанува? Повеќето живеат од навик. Еве, јас сум разведена. Да. Не сакав таков живот. Нешто го гледаш веќе партнерот како другар, како брат? И јас сум за тоа, доколку нема љубов,
Прво мислам дека најважно од се, така најважно од се да има почит. Одвоено живеат. Најважно од се да има почит еден спрема друг. Се плашат од тоа традиционално примерите, лист хартија. Што викаш? Види сега, за да биде еден пар заедно, треба да се работи многу и на тоа. Јас и често и со Габриела имам разговарано на таа тема. Ако нешто ти смета кај мене, кажи ми. Ако нешто ми смета кај тебе, јас ќе ти кажам да може да го поправиме тоа. Например, јас сакам, например, мојата жена да ми изгледа убаво. Нормално. Бидејќи јас вежбам, се трудам, сакам и мојата сопруга покрај мене да изгледа убаво. Таа знае дека е тоа така, сака и онова вежба во теретана оде. Некои работи што и сметат на неизе, кај мене ќе ми каже, јас гледам да ги променам тие работи. И заедно треба да работим. Бракот е како една фирма. Доколку не се работи заедно, не се одржава, тоа ќе се распадне еден ден. И сега, кога збориме и за тоа љубов и ја мислам дека најважно од се е почита спрема 20. Кога ќе се има почит, потоа ќе има и љубов и се понатаму што треба. Нашите родители можеби не се сакале толку многу, но јас знам дека премногу се почитуваа. И затоа тие бракови траат. Еве денес траат тие бракови. Кај мене татко ме починат, но моите другари сите што им се живи родителите, тие бракови траат. Кога има почит, потоа треба да има разбирање многу големо и како што кажав, да има диалог помеѓу двајцата и да се работи на љубовта треба да се обновува секој ден. Луѓе кога се во брак го занемаруваат тоа. Па сопругата треба да си ја фатиш за рака и дома кога си треба. Јас и Габриела спиеме за рака фатени. Заспиеме така и после 25 години. Колку 23-4 години сме во брак, 25 години. Секогаш кога се дојде од работа, ќе ја пречекам, ќе ја гушнам, ќе ја бакнам. Знам, секој утро она кога излегува од дома и ми праќа порака, злато те сакам. Јас кога се враќам од водно, прво што гледам низината порака ја читам. И јас немам потреба и немам време да размислувам на други, немам потреба тоа да го правам. Бидејќи јас таа љубов ја имам, ја чувствувам од неј, исто и таа од мене. И така таа љубов треба нонстоп да се работи со години и години. А не да избегнуваш од својата сопруга или сопруг, да не сакаш за рака да го фатиш, да не сакаш да го гушниш. Сега, јас често пати знам, па тој ако вежба, земи повежба малку и ти со него. Ако тој гледа фудбал, седни малку, 10-15 минути, гледај со него фудбал. Знам дека не те интересира, ама биди покрај својот маж. Несто ако праве мажот... Жената се занемарува, мажот исто така, не знам зашо. Па затоа и не траат ништо, затоа толку има изневерување, затоа и све денес е поактуелно колку има разведени луѓе. Не смета, пример, нормално на тебе искоригирали, не знам. Веќе ако не може да се најде заеднички јазик, најдобро раздели се. Не е вечно, бракот не е нешто што мора да опстои. Бракот е заедница, кој што некој го измислил, го створил, но тоа е многу убаво нешто и многу е убаво да се одржува таа традиција. Многу убаво да биеме и за нашите деца примери како треба да изгледа еден брак. Пример, многу е така што живеат во незрел брак, децата вако гледаат. Страда децата. И утре кога ќе порастат на некои си години, они ќе го прават, ќе ги прават исто пример од родителите. Ајде да кажеме со одвоено некаква спиење, карање, неубава слика имат за бракот. И утре семејно насилство, зошто? Да. Јас сум најпротив тоа, значи ние збориме сега тука за гушкање, бакнување, прегранување. Не сакам да спомнувам семејно насилство или било што. Денес се случаи од машка и од женска страна, не само од таа или од таа страна. Но штом тоа доаѓа, најдобро нек се разделат тие двајца, не се еден за друг. Нема потреба никој да трпе никој. Денес животот е многу краток и многу брзо одминува. И што е должен некој да трпе некој да му прави тортура или било што? Па бракот треба да биде стварно љубов, хармонија, страст, да ти убаво, да се облече убаво невеста, ти да се облечеш убаво сопругот покрај твојата сопруга, да изгледаш убаво, да се фатите за рака, да одите. За љубоморните мажи. Зашто има некои не даваат. Жено кратко нема шанси. Градите нема шанси да го. Па затоа што тие мажи немаат самодоверба во себе. Затоа што тие се плашат дека некој ќе им земе неговата сопруга или било што да е. Или он го прави тоа, па и го наметнува на. Па има и такви случаи, али ја мислам дека луѓето се плашат од такви работи, според мене. Да не искат. Да. И сметам дека не е достоен покрај неј за да биде. Не треба да се плаши. Нема денес силна жена, јака жена. И најјаката жена и најсилната жена да земе во светот и најмоćната жена сака некој да фате за рака, сака кога ќе се легне некој да ја гушне, сака некој да ја бакне за добро утро, сака сабајле кога ќе стане некој да има покрај нејзе. Секоја жена копне, тоа е во гените и на жените и на мажот. Љубовта не е случајно измислена. Тоа е вродено нешто што доаѓа од нас.
И оние мажи кои ќе кажат некоја силна жена и кои се плашат од силни жени. Не треба да се плашиме, треба да не е гордо да е жената силна или јака. И секоја жена си е на свој начин силна или јака. Ја викам, мојата жена е силна на начин што оде прва смена на работа, си доаѓа потоа готви, Колешки спрема. загаби, знаеш? Да, спрема, готви, оде во теретана вежба, се спрема за надпревар, кучиња, мачиња дома, све да спремаш, вечер во 12-1 легнува, утре се вале, па станува во 6. И тоа е силна жена за мене. Секоја жена си е на свој начин силна. Ти си силна што се бориш низ животот, сама дете чуваш, еве проекти имаш, правиш, цел живот ствараш, градиш нешто. Ти си силна жена на твој начин. Така да не треба се плашиме, треба само колку што може да ги поддржиме тие жени. Еве, пример, јас имам проблем со маживе, се плашат од мене. Се плашат од позитивна смисла. Па тоа што ти кажам, се плашат од поуспешни Премногу сум жени, самостална, поуспешни жени, поубави жени, посексибилни жени, све им смета. А мене би било гордост кога помислата дека, пример, јас сум со тебе, треба да те кликне, значи чим сум со тебе, сум те избрала. Така сакал Господ, значи добар се гледам потенцијал во тебе. Така, Ама да, добар се, ама треба да работи и тој на себе, за да може да... издржам, не е све во парите. Ма не е, како што спомнав, не е све во парите. И суромасите кралевите идат доле, така. Животот има така толку убави работи што не е се сведено. Парите е само нешто да ни го лесна Ки ги животот. направиме парите? Ништо повеќе. Со слога, Златна со средина. упорно, со све се прави заедно, се ствара се заедно. Ама треба да сте заедно, сплотени како едно. Не ти да се плаши или он да се плаши од тебе. Он треба се гордее што си таква ти. И покрај тебе да биде горд. Ама и тој треба да работи на себе. Тој треба да знае како да се движи покрај тебе, треба да знае интеракција каква треба да има со тебе, треба да знае како да се облече, треба да знае како врата да ти отвори, треба да знае како да легне со тебе, да стане. Треба и тој да работи на себе. Не е само покрај тебе некој муле да шеташ, тој бил убав или ваков. Што ако е убавината е нешто физичко што го гледаме нас. Точно. А внатре она што ги имаме тие особини, тоа се граде, се работи многу на себе. Што би препорачал на оние мажи што немаат самодовера, па што имаат страв да се соочат со... Па прво нека прочитат книгата, потоа нека работат на себе. Би ги поканал кај тебе во теретана? Не само во теретана. Теретаната е само еден сегмент од сето тоа. Овде треба да работат луѓето. Во главата не се. Ова е нешто физичко, ова е нешто, како да ти кажам, ја ова го гледам пред се како здравје. Ова го гледам како здравје. Да го подготвим нашето тело на постари години да не биде здраво. Физичкиот изглед нормално е, убаво. Јас сакам да изгледам убаво. Ја го работам тоа цел живот и не знам поинако како би било, например. Но во главата е сето тоа друго. Што имаме во главата, а најважно што имаме во срцето и во душата. Какви сме како луѓе. Дали сме добри, дали сме лоши, дали сме зли, дали сме добри. Има милион особини еден човек и еден маж кој што треба да ги има прав маж. Вежбањето е еден сегмент, збориме за да бидиш, ајде да кажеме, да изгледаш убаво покрај својата сопруга, девојка, што и да ти е. Но потоа има уште многу манери кои што треба да работи мажот за да биде достоен спрема нејс. И да биде навистина маж. И не треба да се плаше мажот. Ти можеш да изгледаш колку сакаш убаво и се. Мажот треба да биде маж во куќата според мене. И тој да има, не да биде маж сега да црка, да вика по тебе или да ти наметнува зашто шлиц носиш, зашто се гледат граите или било што. Туку да биде маж во смисла на зборот, тој да земе одговорност на тебе, на семејството, на себе, да биде одговорен. Тој прв да биде тој што ќе ве воде. Чопорот го водел волкот. И затоа не го губил. Така треба и мажот секогаш да биде напред. И ти да се осетиш сигурно дека имаш некој, секогаш да се потприш на некој. А не тој да се потпре на тебе. Ја да бидам маж жена цело време. Не тој, да, не тој да се потпре на тебе, ти да се потприш на него. Секоја жена бара сигурност. Нормално. Секоја жена. Колку ја да се чувствам најјаката жена на светот бара сигурност. Ете така ми треба на сигурност. И тебе ти треба рака да те фате и да излезеш од тука и да газиш ти, да гледаш, да бидеш горда жена. Да. Покрај тебе да знаеш дека имаш маж, што се боре, што ќе умре за семејството. Тоа е маж. Да. Може би некој не помнат, Тоше Зафиров беше и еден од главното обезбедување на тогашниот премиер Никола Груевски. Да подсетиме како, мислам, мене ме интересира, како дојде до тој момент да прифатиш, бидејќи сепак тоа нели одговорна работа. Строга одговорна работа и каков ти беше тога животот? И дали би се навратил повторно да добиеш нека таква понуда да бидеш главно обезбедување на премиер сегашен или председател? Искрено понуди имам доста, не конкретно за премиер, но имам доста на луѓе што се навистина еталбирани во нашето општество,
но тоа било една фаза од мојот живот кој што завршила многу одамна и не сакам да се враќам повеќе на тоа, бидејќи сега имам многу време, а времето за мене е најскапоценно нешто, така да си го ценам времето, го сакам времето, имам слобода пред се и сакам ова што го живеам сега, бидејќи може да се посветам, еве, дали психологија, дали фитнес, дали било што. Да се навратиме на тоа време. Добро, се со причина што сме поминале во животот, за да дојдеме да се се со причина кога ќе се вратиме назад. Ме интересира дали колку имаше слободно време, тие моменти, сегменти ме интересираат. Најпрво почнав јас во војната полиција, тоа 2001 година кога беше конфликтот тогаш. Влегов тогаш во специјалната единица на војната полиција и бев некаде околу 5 години во војна полиција и конкретно бев во оделение за обезбедување. Тоа што подоцна го работев со премиерот, ние го работевме во армијата. И навистина и во армијата беше тоа одговорна задача. Војна полиција сепак има огромна тежина во армијата на Република Македонија. Сите тие обуки што ги поминавме таму потоа многу ми значеа кога бевме во премиерот. При едно мое одење во една теретана во автокоманда случајно запознавме со Урко. Урко беше тогаш веќе дел од обезбедувањето на не беше се уште лидер Никола Груевски, се сеќавам. Потоа стана од прв ден кога стана лидер на првиот конгрес кога беше во Охрид, од тој ден Урко не викна, најпрво бевме во Маната, таа позната дискотека што беше обезбедување таму, потаму не викна јас и еден колега што бевме Пауновски Дејан и уште тројца, четворица мислам дека бевме како ајде кажем приватно обезбедување на Груевски, бидејќи сепак тој беше лидер на опозиција тогаш. И од прв ден кога стана лидер на опозиција, тоа негде 2003 година мислам дека беше. Од 2003 до 2006 година бевме со него додека беше тој опозиција. Сега одев паралелно и во војна полиција, одевме паралелно и во маната обезбедување, одев и со него и слободно време ако ме прашаш воопшто немав. Но тој период од животот знаев дека мора да биде така за да жртвувам нешто, за да направам нешто во животот. Сепак јас сум дојден од Неготино овде во Скопје, живеевме под Кирија, Блаже беше роден, потоа Ангела се роди 2006 година. И сепак мораш да издржуваш и семејство, се мораш да ствараш да работиш нешто многу, за да можеш едноставно да преживееш овде. 2006 од кога победи ВМРО, тогаш веднаш не превзема од Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи. И јас бев шеф на едната смена што е на обезбедувањето на Никола Груевски, но вистина тоа е работа која што е премногу одговорна, премногу стресна, одзема премногу време, но во тој период ја сакав многу таа работа. Бидејќи обезбедувањето е тесно поврзано, уште се сеќавам како мали нози, кога со сестра ми кога разговаравме што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, секогаш зборев сакам да бидам обезбеден на некој познат. Тоа ми беше сега и да бидам познат бодибилдер. И универзумот е толку голем послуша и ми ги оствари тие желби, така да до 2010 година бев, до 2009 поточно со премиерот како негово лично обезбедување. 2010 година си дадов отказ од МВР, тогаш напушив од МВР. Сакав да се посветам професионално на спортот, веќе навистина и додека бев со него, ја повторно и вежбав и се спремав за надпревари, додека бев и во војна полиција, 2003 станав апсолутен шампион, 2007-2008 пак излегував, победував на овде државни првенства, светски каде уште не, така да тоа го сакав премногу, но нема време едноставно за сето тоа, да се посветам како што треба да се посветам на, бидејќи сепак бодибилдингот е спорт кој што најпрво сака 24 часа да бидеш дисциплиниран во исхраната. Треба 2 пати во текот на денот да вежбаш, треба да имаш слободно време да одмориш малку, сепак тоа се тешки тренинзи, а ти кога работиш по 18-20 часа и кога не знаеш каде одиш, кај ќе завршиш, немаш време за себе, а не па да мислиш за храна или за тренинзи, ми беше напорно сето тоа и така да одлучив да напуштам тогаш. И искрено тој ден го благословувам и ден денес од кога напуштив од државна работа, бидејќи имам навистина премногу слободно време, како што спомнав, а времето е нешто, е најскапоцена валута денес што може да има. Све може да купиме, освен време. Еве сега додека разговараме, 30 на минути ни помина од животот, што не може да ги вратиме никогаш. Ова е подарок ти што си ми дал на мене и јас на тебе. Така да гледам колку што може вака поквалитетно да се помина мојот живот и поубаво биќе. Навистина секоја секунда ми е вредна од животот. И не сакам да ја трошам за друг, туку сакам да ја трошам лично за мене. Тоа што мислам дека вреде да го поминам времето. Па ова се што го кажа, мислам дека многу ќе помогнеш и на гледачите што имаат проблем. Може би пак ќе ти се јави да ти како личен советник. Why not?
Јас тоа на располагање секој кој што може навистина на Инстаграм, на Фејсбук, добивам дневно не знам колку пораки и секој што може. Како се справуваш и јас, значи колку што можам читам, враќам, ама не да, можам. враќам некогаш не можам. Навистина некогаш има некои барање или нешто да, што многу... што се навистина абсурди кои што едноставно не се во мој домен. Така и јас дури сакам некој да се поставам до нивна страна да видам како ме доживеат, ме гледат, ама не сум јас во моментов толку моќна, не сум на функција за да помогнам. Дури имав една порака проблем, мајка со дечиња немала да плати сметка за струја, да и платам, значи многу си викам у себе, доработ, мислам, дури ме е жал, сакаш да помогнеш, ама не. А нешто ме интересира, имаш контакт сега со Никола Горевски, се слушате? Па во 2-3 наврати си имаме слушнато, али нешто конкретно не. Добар, не онака чисто мислам. Не, супер, тој си. Сурко се држи кошта? Да. За Урко имам најпозитивно мислење, тој за мене е високо интелигентна личност кој што како ме малтретирав кога бев мала, ајке кажеме за тоа. Кога ви звонев, полиција која ќе ме со кола ќе ме заустави, одма помош пријателя. И многу навистина ми имам помогнато во животот и го сметам за еден искрен пријател. Можеби не сме толку во секојдневна комуникација, бидејќи сепак и тој си има своји обврски, ја мои обврски, но знам дека и во 4 во 5 наутро да ми се јави или јас да му се јавам, знам дека имам секојаш еден пријател искрен и не само за проблем, туку збориме за било што во животот, дали е за совет, дали е за така да. Јас сум сведок, сум вртела кај тебе и кај него 5, 3, 4 млади кога сме било диско кога ќе се враќаме, да, одма дигал телефон и ти. Не. Прави другари, да. И така да секојаш ќе остане тоа позитивно. Мислам, некој знаем да се скошкам околу федерација, бодибилдинг и некои други работи, тоа е нормално, така да, но од друга страна почита е преголема спрема него и не само спрема него, и спрема Никола Груевски, сите тие луѓе што биле тогаш во владата. Навистина јас имам со сите нив само позитивно искуство. Немам од никој ништо лошо видено во животот. Никој ниту ми наметнал да се откажам од полиција или било што. Самиот го направив тоа. Еве ден денес со колку од нив тие се уште функционери, поголем дел од нив. Тогаш беа Унија на млади сили, да не ги спомнувам поголем дел од нив. Сега кои се министри, кои градоначалници, кои ќе бидат градоначалници идни, сме навистина во добри контакти и навистина ми е чест и мило што сум во добри односи не само со функционерите од ВМРО, можам да кажам и со функционери од СДС што биле некои. Сепак ја луѓе што не ги делам на СДС или ВМРО, луѓе што ги делам на добри и лоши. И така ќе биде секогаш тоа. Ако некој ми е на мене пријател, не гледам дали е партија, дали е албанец, македонец или било што, туку гледам колку е, каков е тој човек. Така да и најголема сатисфакција од сето тоа ми е што денес баш повторно го почувствував тоа, мислам секојдневно го чувствувам, но денес посебно убаво ми дојде. Со мајка ми бевме овде во аеродром и дечиња на голем одмор излегоа, Зафиров Тоше и дојда да се сликат сигурно повеќе од 30-40 дечиња. Јас се сеќавам дека пред 20-25 години исто така луѓе ми приоѓаа, се сликаа и многу од нив ми имаат кажано дека токму поради тебе почнав да вежбам и тоа зборам пред 20-25 години, тоа се луѓе денес што се соформени семејства, деца, све. Ама те гледат, значи деца млади на социјални мрежи, затоа многу треба да внимаваме значи ние што постираме и какви пораки даваме. Треба да внимаваме и треба да сме секогаш да знаеме дека има луѓе што не следат од најмала возраст, па до луѓе што се по 65, 70, 80 години. Сега бевме летоска со Охрид, со Габи, не сретна навистина возрастни луѓе кои што не следат и кои што на некои им се допаѓа тие видеата што ги правиме смешни, на некои нешто што даваме совети, на некои. Што беше со Спасен и со Кристијан Голубовиќ. Тоа многу голема гледаност имаш, над 1,5 милиони, колку? Тоа направи скоро 13 милиона гледаност. 13 милиона? 13 милиона. Тоа е навистина ги руши сите рекорди. Мислам дека цела влада да се обрат нема толку. И па тројца високи згодни бажи. Кристијан се познаваме подолго време, навистина е човек кој што има поминато многу во животот, го поштувам, го респектирам многу и навистина и физички е многу јак човек. Го вика дека еден од последните преживења од еден од може да се каже така, на пример, и тоа српско подземје, ако гледаме тој филмот што е Видимо со учители, тоа е можеби еден од последните што преживеале и навистина има многу и со него кога седам, навистина е премногу интересно, бидејќи ја ги следам и ги гледам оние српски серии и дали за Земунски клан или за Легија или било што. И многу јам читано и многу и интересни ми се тие моменти од животот што ги живееле тие, а Кристијан бил дел од нив, живеел со нив, и Кнеле да го спомнеме во тоа време што бил икона и ден денес е икона на поголем дел од Србија на младите. А тој бил другар со него, со Легија кој што е знаеме која големина ја имал порано
во Србија или во Југославија. Така да многу интересен, исто така физички е навистина доста јак тој. Колку е висок? Повисоко од мене сигурно 1,90 м, 1,95 сигурно има. Јак, Тој има 55 година, се уште е физички многу јак. А можам да замислам каков бил кога бил во тоа младо лудо време. Уште полуд. И сите луѓе што кажуваат например на подкасти што ги слушам за него што кажуваат, навистина бил јак. Сега тој што знае да се измисли нешто, плюс да си додаде на тоа нешто, тоа е некоја особина која што и таа реткост денес луѓето имат. Тој го прави на еден позитивен начин и интересно е тоа за слушање и за гледање. Така да и колку и да го оспоруваат, сакат дупло повеќе да го гледат и да го слушат. Ево ова видео, јас имам милион видеа направено, ова видео ги сруши сите можни рекорди. Така да се гледа дека луѓето сака да гледат нешто несекојдневно, нешто интересно. Јас прв пат кога го видов нешто онака, си викам леле, помислив дека некој ве снимал на страна. Почетокот беше баш таков. И после веќе, ека мала алдима. Па ние еднаш се буткавме рака, тој ме победи тогаш и сега ова беше реванш, да кажем, по 100 години. Ај го бутнав ја, па најверојатно ќе имам и трето. Може и тебе во емисијата. Може. Може. Ако дојде, да. Ми интересира ти, нели, пред тоа беше во полиција. Што мислиш за сегашниве млади деца што ги вработуваат? Дали се способни, дали се достојни за таа позиција? Дали се од твое искуство? Порано мислам дека подобри беа. Види, можам да зборам за што добивам од граѓаните и не сум компетентен да зборам какви се денес, навистина. Не сум долго време не сум во таа институција, можам да зборам од аспект на тоа какви бевме ние. Навистина Урко што состави таа екипа што бевме и тогашниот премиер беше навистина луѓе сите кои што или војна полиција или полиција специјална или волци сите беа навистина спремни луѓе и мислам дека и после толку време и тешко таква екипа повторно да се направи. Сите кажуваат кога сите бевме спортисти, да. Па има, не знам навистина, не знам. Знам дека има големо незадоволство во Министерството за внатрешни работи. На што се должи тоа, навистина не знам. Се трудат нешто да поправат, најверојатно, сака да направат нешто и треба да се направи, бидејќи јас сметам дека полицајците, докторите, професорите треба да имат навистина високи плати права. Да се платени како што треба. Потоа да имат полицајците да имат едни работни униформи кои што ќе бидат достојни за нив. Тие го немат основните елементарни услови за работа. Али според мене платата треба да биде на високо ниво, да бидат крајно мотивирани сите, да се направи добра селекција. Ти кога ќе имаш добро платени полицајци, може да правиш и добра селекција тогаш. Секој ќе сака да влезе тогаш, да биде дел од тој систем, како што било некогаш. Сега мислам дека луѓето веќе и напуштат повеќе од тие државни институции отколку што сакаат да работат. Така да може да видиме повеќе луѓе како се иселуваат, отколку што сакаат. Порано беше полицаец, поим да влезеш. И беше тешко многу да влезеш таму. И беа тоа најреспектирани луѓе што може да биде. А денес гледаме што се случува со нив, така да мислам дека треба нивото на полицајецот да се крене едно високо ниво. Но сметам дека тоа се е од системот на државата. Ние пред 3-4 месеци бевме во Дубај, кражби нула, 10 дена доека бевме во апартманот, никогаш не заклучувавме, сообраќајки нула. Ако возиш повеќе од еден од дозволеното, на мобилен веднаш ти стига порака, 250, 300, 350 евра казна, доколку држиш телефонот во рака, не да збориш, доколку држиш во рака и те снима камера, а се е со камери, ти стига веднаш казна 250-300 евра. Така да значи само лупни по джеп, само високи казни за кај нас. Доколку сакаме да донесеме ред во оваа држава, треба високи казни. Што тука нема почит, а кога одиме надвор, Словенија, Норвешка, сегде сум возила Италија, дури јас онака не така, тук со два каиши се врзуваме, не со еден. Да. Ако треба 80 се возиме. Тамо значи може, а тука ништо не може. Ама таму знаеш дека ќе те казне, нема кај да се тука знаеш дека не функционира се уште, а треба да профункционира и треба и јас сум за тоа бидејќи па нели има камери во Скопје, нема уште не функционираат бидејќи истражував кај нас 2024 година имаме околу 360 жртви од сообраќајки. Само овде во Македонија. И овие тротинети електрични ја ги мрзам. Во Грац и во Виена има нула. Во Грац има нула жртви од сообраќајки. Кај нас е проблем. Сега зашто да имаме ние? И со тротинетите вие електрични. Све е проблем. Пешачки не застануваат, на црвено поминуваат, побрзо возат колку што треба, не почитуваме никој, све е проблем овде. Не бе, дива лига.
Ние овде мора ние првите сами да кренеме свеста. Ако можеме да биеме во Дубај, во Австрија, во Словенија, во Германија, да почитуваме, треба и овде да почитуваме. И навистина, до сега не сум разговарал на таа тема и изреволтиран сум од многу жени кои што возат. Знаеме дека жените онака се малку понепргави од маиште за возење. Тоа е факт. Сега кај малку се поумерени во тоа, некни жена возе, со мене, десно од мене, во едната цигара, телефон и возе. Една сакаше да ме удре, свира мај се тргна десно. Втор пат пак да ме претица, не ме гледа дека возам позадине. Пак сакаше да ме удре и застанувам, отворам прозор, викам, добро, нели е срамота, викам, една трака цигара, мобилен и два пати сакаш да ме удриш, викам. Ми го загрозуваш со обрачајот. Извини срц, така и беа зброите, извини срц, имам проблем со Малечково, се брзам на кај дома. И сега ја возам кисела вода, таа застанува во гет, со еден дечко се гушка, се бакнува, брзала за со дечко и да се виде, а тука загрозува 4 животи. И тоа. Треба друг пат да имаш шишница со вода, шприцни. Но не, тоа треба само свеста да поткрене. Сега, ако го гледа подкаст, ќе и текне, која сигурно знае кој е. Да поздравиме. Да поздравиме, да, за друг пат да внимава, бичи сепак загрозуваме други животи. Следно пат ќе те снимаме, лайв. Ние знаеме дека девојчето неготино погина на пешачки премин. Така? Да, младо, здраво, право девојче. Со нејзините родители су предобар пријател, со нејзиното братче сега во Дубај ме чека, исто сме многу добри другари. И жално е такви луѓе ние да ги губиме тука за банални работи. И тоа е еднакво на обид за убиство. Што треба да мислиме за такви луѓе ние? Дали да ги казнеме, дали да не ги казнуваме? Максимална казна. Сега не дај Боже ни случува, не дај Боже од небрежност, од да претрче некој или било што, ама ти ако вожиш 40 и да се случи такво нешто, имаш повеќе можности дали да намалиш, да закочиш, да избегнеш било што. Ако вожиш 140, не можеш тоа да го направиш. Не, еви јас на рекорд бев со мајка ми, баш преминувавме онака пешки, ни се пали зелено за пешаци и мотор, значи 120 може да, значи ќе не мавнеш, не знам, 20 души може бевме. Во Дубај дали возиш кола од милион евра, Бугати? Дали до воздухот ни пуштаат нешто, не знам, ова се. Не, но да нас во главата не се. Сега не може таму исти македонци, ја ги знам овде се лудаци тешки, како ќе кажам лудаци баш во позитивната смисла на лудаци, а таму одат ги почитуваат сите закони. Не да ги почитуваат. Таму се бајчиња. Ја тргнувам по мене, ја таму почитам све, да. Бајчиња. Да. Нема викање, не смееш да викаш во Дубај. И не смееш дури да свириш, ја во Словенија кога не смееш да сликаш никој освен ако не ти одобре. Стрикно, ако не знам тогаш, а кај нас само ти кога почнат ла, викам аман. Ја во Австрија застанав случајно тоа да купам вода веднаш до маркетот, значи маркетот ми беше до врата, да отварам врата да влезам во маркетот. И колата им беше запалена, доаѓаат две жени викат, цикат на цел глас. Ја не можам да ги разберам германски. И Блаже ми преведува, жените сакаат да викнат полиција, зашто сум го оставил джипот да работи, додека сум бил да купам вода. И свеста е на толку високо ниво, и ја им се извинив, не знаев дека не треба така, и луѓето се во право, и затоа имат загаденост нула. Затоа кај на загаденост не се диши. Да. Не остават коли така. И еден со друг се штите и ќе искара ако треба. Ама свеста е на друго ниво. На многу високо ниво. И треба да се почитува, и ги почитувам, и во право се што ми рекол. А што мислиш еве за овие тротинети електрични? Па не внимава тие што возат. Треба да се воспостави некој ред и закон до колку, како смее да возе, дали смее да возе, од која година смее да се возе, колку брзина смее да возат. Ја гледам по двајца, тројца се качуваат на тротинет. Да. Го загрозуваат повеќе сообраќајот од колку што. Значи јас се искачам од кај мене од уличка, ми поминува дете беше. Вака ми прелета, закочив, пак тргам, у секунд ми се појави истото, назад. Викам, сега ќе ти искочам од кола, ќе видиш. Абе, се извади во такт. Ќе го носиш на душа после. Да, многу мали деца ги возат. Не, ја би ги забранила, све би фрлила тоа. Не знам кој ги донесе. Сега нели има и нов закон на други на пешачки не смеш со телефон да бидеш ниту со. Ма треба, па не внимават, например на пешачки тој не гледа ни лево ни десно, слушалки стави, нити слуша, ниту гледа. Зашто? Па треба сме опрезни ние како пешаци. А не само овде, ја до центар отидам најмалку 10 пати, некој ќе ми го исече че претрчи кај што не е пешачки. Не внимават на себе. Ме интересира кај тебе во теретана. Имав
Ова се те прашувам, нешто сум добивала пораки. Може малце така. Една ми кажува, вика, јас не можам да најдам дечко, бидејќи сите мажи, вика, се отидени, нема као понастрана. Вика, зашто има кајде тие што вежбаат, вика, предмногу се гледат во огледало, се заљубуваат самите во себе си во телото и као стануваат геи. Не знам, прв пат слушам. И навистина интересна теза. Па се гледат во огледало, нешто кога вежбаш и одма вака, Не, добро, ќе одговорам на тоа. Знаеш како? Во последно време се повеќе се слуша, машките знаат да кажат нема женски, жените често знаат да кажат нема мажи. Да. А има и жени и мажи. Ја тврдам дека има и жени и мажи. Само треба да сакаме да си најдем партнер што ни одговара на нас. Ако ти сакаш, например, фудбалер, еве, твојот профил на дечко е фудбалер, спортист, кој што сака... Како ми личи мене? Каков, кај кажи? Каков профил? Каков профил да баш до мене? Тебе профил на маж те личи некој бизнисмен, чекай, бизнисмен, кој што е спортист, кој што го сака спортот, кој што внимава на себе, кој што сака да изгледа, па нешто ете така слично, кој што сака да изгледа убаво, кој што е моćен, самоуверен, самодовербата на едно високо ниво, кој што може да ти пружи во животот, но кој што и бил, како што кажавме, одговорен сопруг. А тоа одговорен сопруг значи да биде твој, ти да бидеш негова. И се тоа е идеално се некоја, нема врска тоа е. Зборевме за ова дека нема мажи и жени, дека мажите ако се гледат во огледало дека ќе стане геј. Геј. Тоа ме праша. Вика, мора да го прашаш дека тоа што ја маж не можам да најдам, вика. Певе, јас се гледам секој ден во огледало, па не сум станал геј. Па добро те виж, ти си по јак. Ама кај мене во теретана, кај мене во теретана најпрво не давам да се носат маички, на пример, оние што се на прерамки или да се облекува, па не дај Боже. Рамбовки или како ги? Да, или да се облекува или било што, не дозволам, бидејќи сметам дека тоа не е пригодно. Сепак има луѓе кои што и повозрасни доаѓаат кај мене во теретана, сака да си вежбат и никој не е должен да гледа некој како му се дуе пред огледало, нешто има гардероба, има сооблекувална некоја, да нека прави или дома, нека прави што сака. А нормално сите ние вежбаме за да имаме резултати и добро е да се погледнеш и да се видиш. А сега јас да се гледам и да се заљубам самиот у себе и на основ на тоа да станам геј, тоа ми е навистина абсурд. И тоа се мажи кои што се најпрво слаби со себе, некои можеби тоа го имат и вродено, а де факто е дека има многу денес што се луѓе што познавам што се геј. А се дзиркаат. Тоа е нивен избор, нивен живот, не осудувам никој, не осудуваме никој, но и знам и убави мажи кои што изгледат убаво, кои што се геи, кои што сакат мажи. Ја ти кажам, сите убави мажи се геи. Не знам за тоа. Ја се што гледам. Не знам, ја познавам доста мажи што се мажи на место и овде и во Србија, и кои што и вежбат и внимаваат на себе и кои што се... Еве дај ми пример, еве од кај нас маж некој. Што изгледа добро, и што е висок, и што е згоден, и што има вака. Нема. Мислиш уште. Нема. Зоки, мојот партнер, си го зеав јас. Кој ти зоки? Зоки адвокат, например. Па е све тоа во мајнцетот на главата. Зоки е да го зеам пример, тој е многу успешен како адвокат. Да го покажеме, да го зарекламираме. 40 жената Тања ќе не убие и 20. Ништо не го покажеме. Ништо не го покажеме. Не, беги. Тој 42-3 години, имаше немил настан, брат му почина од корона, многу млад кога беше короната и тој имаше околу 120 кг, но вистина беше онака полн, доста полн, и сакаше да направи некаква трансформација во име на брат му. И ја тогаш што и пред почнавме да вежбаме заедно и видов дека е навистина многу карактер, како преголем карактер. Гледам дека све што ќе кажам, на пример за време на тренинг за исхрана, тој го практикува тоа и никогаш не е рекол не можам, не сакам. Слушаме сега. И ја му викам, Зоки, вака, знам дека си карактер, и имаме такмичење за 7 месеци, од сега. Ако ти ме слушаш све што ќе ти кажа, еве јас ќе работам со тебе, насаба или навечер, ќе бидам секојдневно со тебе. Ти гарантирам дека ти не само што ќе ослабнеш, тук ќе спремиш за надпревар, ќе изгледаш многу добро, сега таму не знам како ќе биде, веќе сепак е такмичење, секој се спрема за да победи, нормално тоа. 7 месеци и тогаш излезе добро што и го снимавме целиот тој документарец.
може да го погледат, се вика Светлина, може да го најдат и како Зафиров Тоше Светлина. Го има кај тебе на Facebook? Го има на YouTube, го има. Тоа е околу 8 минути го направивме, но целиот процес е сниман во тој документарец. И тој успе од 130 кила да излезе со 84-5 кила на надпревар и зема трето или четврто место, зема медал на светско надпреварување. Навистина направи и еве после 4 години на Мистер Олимпија зема 2-3 пати медали зема. Секојдневно вежбаме заедно, не само тој физички што си го промени живот. Тој го смени кожа? Имаше малку на стомакот, тоа го санира естетски. Тоа е многу малку, значи не се ни познава ништо. И не само што се смени физички, тој се смени ментално човекот скроз. Почна да размислува многу подруго, многу позрело, многу посамоуверено. Тој е сосема друг човек. Така да вежбањето не само што ни помага нас физички да изгледаме убаво. Самодовербата кај мајшите е многу голема, многу битна. Тоа што го зборевме. А дел од тоа е и физичкиот изглед. Ја не можам покрај тебе да застанам ако не сум соодветен и да имам самодоверба во себе. Не можам јас сега со некоја искината мајца овде да седам и да разговарам со тебе. Треба се облечам да бидам прикладен со тебе. Избориме сега како водителка ти на овој подкаст, а не избориме ти да бидеш моја партнерка или моја сопруга или моја жена. Секојаш треба како ти што си среден да сум среден и јас. Така е. И сегден да бидеме достојни еден на друг. Да. И така може да функционираме. И така може да одиме и напред заедно, и така и да ја нема, и да има убаво е да има љубомора. Љубомора има кога некој сака некој. Нормално, ако не ми значиш ништо, нема што да ти бидам љубомора на тебе. Убаво е да има некоја доза на љубомора. Ама тоа сето се надминува во некоја граница е. Ја мислам дека тоа не е љубомора, туку тоа е едноставно непочитување можеби. Во еден момент. Па зависи како го гледаш и зависи кој как го доживува. Ти се пуштаат мажи? Па имало им пишуваат, ама ги блокирам. А вака во живот ти дошол некој да се проба стреката нака? Не, во живо никогаш не ми дошол никој. Ти гледам тупаница вака момент. Не, а види, ја немам ништо проблеми да дојде во живо, јас му кажам директно, ама не доаѓа бидејќи знаа дека сум сопруг, дека имам 2 деца, дека сум со Габриела секојдневно, а на Facebook ми пишуваат често и ги блокирам тие. А жени, како се справаш со нив? Па нормално. Ама за нас. Не ги блокирам само. Сега дојди маса. Не ги блокирам само. Сега се врати од Мистер Олимпија, каде се одвиваше тоа, освои сребрена медаља, така? Импресии, какво е чувството? И кирката мислам дека се надпреварува, така? Знаеш какво е чувството? Кога нешто копнеш, сакаш цел живот, и кога нешто ќе го достигнеш тоа и ќе го оствариш. Тогаш тоа нема цена. Нема цена тоа што го почувствуваш овде. А тоа го почувствував што излеговме на таа голема бина на Мистер Олимпија Аматер и Мистер Олимпија. За прв пат во историјата на Мистер Олимпија од 65-та година постои Мистер Олимпија. Знаеме таму биле Арнолд Шварценегер, Лу Ферино, Франко Колумбо, Рони Колеман, Джей Катлер, сите оние големи имиња што се на бодибилдингот. Јас, Габи и Ангела сме првото семејство кој што излегло мајка, татко и черка на Мистер Олимпија. Значи во историјата на Мистер Олимпија. Значи колку И јас често знам сега овие денови да кажам, јас сум благословен од Господ да го доживеам тоа со мојата черка и мојата сопруга, да излезам на иста бина и тројста да имаме освоено медали од Мистер Олимпија. Што голем верник си. Јас сум и големи верник и верувам во универзум, верувам во Господ, верувам нешто многу поголемо од нас, верувам дека патот ни е напред на сите нас, само треба да го одиме и се што ни се случува во животот ни случува со причина. И сега кога беше Мистер Олимпија, првен оној што е главниот суди и организатор на Мистер Олимпија, не знаеше дека Ангел не е черка. И дојде и вика, девојчево супер, прекрасно изгледа, предобро, нека продолжи да се такмичи, има шанси на Мистер Олимпија во Америка. И Габриела Бејич подобро збор англиски, вика, ама таа не е черка. И он не гледа, не е можно, вика, не ви верува. Вика, черка, и чека, вика, вие сте мајка, татко и черка. И човекот беше, тој е истиот што ја води главната Мистер Олимпија, сега овој викенд беше во Лас Вегас. Дека младолик си ти и Габи за тоа. И отиде на газдата кој што ја има купено Мистер Олимпија, тој има купено од 2020 година околу $700 милиона Мистер Олимпија. Му ја кажа таа вест и не викнаа на бината да ни одадат почит пред целата таа публика што беше таму на Мистер Олимпија и најпрво излегуваме ја, Габи и Ангела, не знаат сите што се случува. И овој не најавува прв пат во историјата на бодибилдингот на Мистер Олимпија, мајка, татко и черка и цела публика една минута без престан аплаудира. Тоа нема
баш со Габриела зборевме, некој да дојде да ми рече, еве ти 10 милиона, 100 милиона евра, не знам колку, дај ми го овој медал, ова парче желез, не би го дал. Мислам дека дел од душта ви се откинал тогаш. Толку многу значи за мене, толку многу ме направи среќен, горд како човек, како родител, како сопруг. Па зашто тоа е твој дел и да го дадеш на некој друг, да го доживеам тоа. Тоа е благослов од Господ. Да. И навистина ова Мистер Олимпија успеав да земам високо второ место. Успеав и уште една категорија Masters Bodybuilding што е да земам трето место, бронзен медал. Габи имаше тешка повреда, сепак успе да се спрема, зема пето место, зема медал. Ангел зема прво место во јуниори, се закитивме сите, Зоки исто зема пето место, закитивме сите со медали што бевме на оваа Мистер Олимпија. Порано кога одевме на Мистер Олимпија, навистина ги гледав сите оние што освојуват медали и верувај дека на последниот пат кога не земав медал, тоа не знам 2003 кога беше, не влегов ни во топ 10, мислам 11 или 12 место бев, навистина конкуренција голема, 5-6 луѓе во Америка бевме. И солзи ми потекоа, викам, дали ќе дојде ред еднаш јас тој медал да го имам на себе. Бидејќи сепак јас човек кој што вежба повеќе од 25-30 години, повеќе од 27-8 години се такмичам. И секој во животот си има некоја цел, некоја висина, некој врв замислен. Например, тој бил мојот врв замислен што тој медал некогаш дали ќе може да го освојам. И солзи ми потекоа на Габриел, викам, дали ја еднаш ќе можам да го освојам тој медал. И првата година во Букуреш кога успеав да влезам во топ 5, кога ми го дадоа медалот, веруј дека од цела публика што беше 5-6 хиляди, не знам колку народ, Габриела почна цел глас да плаче, онака од емоција, знаеше колку го посакувам тој медал, и дури сите се чуде, не знае што се случува со нејзе. И газата на Мистер Олимпија, и главниот судија, и сите околу неј. А претходно Габи во две категории тогаш беше такмичи, успеа да земе, мислам дека второ и трето место. И кога го зема вториот медал, и доаѓа ми го дава на мене. И викам, не ми го дави, овој твој медал е, нема никаква тежина за мене. Јас ако треба, мојот вечер ќе го освојам. И така тогаш го освоив тој медал на вистина што премногу ми значеше. Но ова година заедно, и ајде второ место на вистина е голем успех, сребрен медал на Мистер Олимпија, но успехот кој што го постигнав, посебно Ангела што беше со нас, и што бевме заедно, и потоа на Бина заедно што не извадија тројста да бидеме заедно. Навистина нема ништо побаво. И посакувам секој човек она што го сака длабоко во себе, да му се исполни, но за да му се исполни треба да работи многу на тоа. Ние сите имаме соништа, сите копнеме по нешто, сакаме по нешто, но треба да работим. Јас на ова работев 30 години, не се откажав ни во еден момент. Никош не сум се откажал. Сум имал тешки моменти, сум лежал на земјата од грчеви, од болки, од диети, од се. Сеќавам на такмичење Блаже, ме гледа јас на земјата, лежам на вистина грчеви, болки, што да ти кажам. И вика, ајде тато, издржи, уште 20 дена имаш. Тоа се моменти кои што навистина кризи тешки кои што многу луѓе би се откажале. Но не сум се откажал во ни еден момент. Господ ме благословил и Ангела да тргне по нашиот пат, да вежба заедно со нас, да се спрема, да доаѓа. Они уште од мали нозе доаѓа на тие надпреварувања и гледа сето тоа како изгледа. Навистина тие не спојуваат тие надпреварувања секогаш, и тоа ми била целта, да не биде само такмичење како такмичење, туку да не спое како семејство, заедно патуваме, заедно одиме, остануваме после 5-6 дена како одмор таму, тераме заедно, па гледа како Габриела ми дава по патот да јадам со лажичка доека јас возам, гледа како се мериме, гледа боја како се мачка. Целиот тие процес го гледаат тие. И Ангела, и често кога ја прашува, сега кажува, ја самата го заскав гледајќи ги нив тоа како го прават. Така да, и затоа често кажувам, ние сме примери огледало на нашите деца. Какви ќе бидеме ние, такви ќе не бидат и нашите деца. Тие се памук и впијават се од нас. Ја и затоа кажувам, ако ние сакаме да водиме децата наши да бидат здрави, треба најпрво ние да водиме грижа за себе. Јас не може насабајле да земам бурек и јогурт да јадам, а на моето дете да му кажам јади ти ове си протеин. Тоа е здраво. Нема да јаде. Бидејќи ме гледа дека јас јадам бурек и јогурт. Но додека јас ако земам овес да си растворам, смрзнато овошје, да си ставам протеин, да си ставам путер, па потоа витамини, минерали да се напијам. Ако гледа дека одам на водно да испешачам, и тоа дете утре тоа ќе го прави. Знае дека тоа е добро, дека тоа е здраво, дека тоа е убаво да го прави. Ако гледа дека јас вежбам, спортувам, ако гледа дека читам книга, еве ја често разговарав со Ангел, земи тато чита и прави,
ама онака чисто, никогаш не сум инсистирал за тоа. Некник бевме на такмичење, гледам во ташната, без да знам ја, си земал една книга од Ана Бучевиќ, си читам, девојче. Само. Значи гледа дека и ние читаме, и јас читам, дека тоа е добро и често разговараме на таа тема, колку е убаво читањето. Читањето е благодет кој што ретко денес може да го имаме. Ние имаме денес можност да земеме книга од Наполеон Хил, кој што е еден од најпаметните луѓе во светот, кој што пишувал книги пред 100 години, 120-130 години, и ние иста книга да земеме да ја читаме, тоа ти исто како да разговараш денес со Наполеон Хил. Ти ги дава најмудрите совети што може да бидат. И тоа ти ги дава за 300-400 денажи. 500 денажи нека. Една книга. Ги има нели Ама не мора и да купиш, да имаш, да држиш во рака. И да земеш ти сега да имаш совети од најмудриот човека. Не само еден, има илјадници такви да не ги набројуваме. Тоа е благослов, благодет денес што може да ги имаме. И тоа препорачувам и на посебно и на младите денес да читат. Јас се каам, но можеби времето така налагало тогаш, што не сум читал, да сум читал многу повеќе и мозокот, многу повеќе че сум размислувал, многу поразлично че сум гледал на многу работи и на тие машки и женски односи да сум читал на времето, немало, например, и со Габриела толку многу за банални работи да сум се карал на време. Порано што сум се карал да сме расправили. Не, убаво е да се караш, ама не е убаво за банални работи да се караш. Некојаш треба да размислиме дали е тоа така и дали и зошто дошло до тоа. Дали е кривица што се караме кај Габриела или дали е кривицата кај мене. Ние секојаш кривицата наоѓаме во другиот. Никогаш не размислуваме дека може од нас нешто да потикнува. Двајца треба за да, и мајште сме малце немарливи. Например, во кујна јадиме, фрламе све живо, не мрзе да се крениме тањер, не мрзе чорапи да се... Да. Тоа се работи што ги нервираат жените многу. Да. Тоа треба да го прочиташ и да видиш и сега кога ќе се облиш чорапи да си однеш во кантичка да си оставиш. Кога ќе јадиш тањерот не ме кошта ништо 2 метра во кујна да го однесам, да го оставам, па да го земам и на Габриела тањерот да го однесам. Сега не да ги мијам со девите. Ај се ја, она таму што е жена, ајде нека. Ама не, па исто сме ние, што маж или жена. Ние не треба се делиме најмалку маж или жена. А тоа се банални работи кои што навистина сметат, еве капак на WC шолје. Никој машко не го спушта. Да, а жените имам читал дека најмногу што ги нервира е тоа. Да. Е зашто да не го спуштиш, да не го кренеш или било што. Заборавате. Не забораваме, не сакаме да се потрудиме на тоа да помислиме воопшто. Не сакаме да помислиме ние на тоа. Треба да земеш да прочиташ нешто и да седнеш дома да размислиш и тие се неколку работи банални кои што можат, тоа е дел од таа работа што зборевме за бракот, што треба да работиме на бракот. Тие се мали работи, мали ситници на кои што влијат. Ти кога ќе се таложи, дали чорапи, дали смоки си јадел се оставил, дали тањери си оставил се јадел, било што тие кога ќе се таложат, и еден ден ќе пукнат во многу поголемо нешто. Ми беше многу драго што ми беше гостин во мојата емисија One Way Show со Агнеса. Порака за крај, за секојдневните проблеми што ги имаат брачните парови, другари, нели, што би им препорачал да сменат? Најпрво ти благодарам на поканата и навистина уште еднаш од срце ти посакувам многу успех и да имаш вакви успешни проекти, веќе знам колку си амбициозна и знам дека ќе биде сигурно успешен овој проект. Па јас би им порачал на сите, буквално, и мажи и жени, да се сакат најпрво себе си, да го ценат времето, бидејќи како што пред малку зборевме, еве еден час ни помина, квалитетно убаво, секоја минута, секоја секунда ни е битна, поминува и не се враќа никогаш. Да гледаме секоја минута да ја поминеме колку што може поубаво. Дали станува збор за брак, фамилија, семејство, другарство, пријателство, нема ништо што е нерешливо денес. Само треба да се разговара, треба да има диалог, треба да има разбирање и треба да сакаме нешто да направиме позитивно од животот. Најлесно е да се скараме, најлесно е да отидеме, најлесно да избегаме од проблемите. Проблеми имало и че има секогаш, но тие треба нив да ги решаваме тие проблеми, а се решава така со разговор, со диалог, со убав збор, чиста мисла. И мислам дека треба пред се да бидеме верници, да веруваме во Господ, да веруваме дека има нешто многу поголемо од нас, да веруваме дека некој не го има патот трасирано и да не очујуваме нешто ако ни се случува денес, ако е нешто неубаво или неочекувано. После 2, 3, 5 години може да видиме дека токму тоа нешто ни отворило многу патишта во животот. Така да секогаш треба да гледаме позитивната страна, да бидеме позитивни како луѓе, да гледаме
и со тие околу нас колку што може поубаво, попозитивно да се однесуваме. Па макар и една продавачка да е во маркет, да се насмевниме и да ја кажеме добар ден, како си, пријатно, да осете топлина и да се осете убаво на тоа работно место. А не зборам па со нашите најмили, нашите сопрузи, сопруги, деца, да ги гушниме, да ги бакнеме, да ги помилуваме, животот одминува. Една ден ќе ни фалат сите тие. Не зборам само за нашите родители. И нашите деца доека се мали да се ги гушкаме, да се ги бакнуваме. Потоа имат нивен живот, ќе се отргнат од нас, ќе ни фалат покрај нас. Затоа секој момент да го искористиме колку што можеме повеќе и оние кои што се во брак да можат да пробат да се го зачуват бракот. Бидејќи како одминуваат годините, сваќаме колку повеќе ни треба партнер покрај нас. А и тие што немат, навистина треба да работат, да си најдат соодветен партнер. Како што спомнавме пред малку, а не докажуваме. Ако сакаш фудбалер, ќе одиш да гледаш фудбал кај што играт некои, кај што тренират и да си најдеш фудбалер. А не може ти во дискотека дојдеш во 4 сабајле да бараш фудбалер. Нема, таму ќе најдеш пијаница, ќе најдеш некој можеби наркоман или било што, ретко некој во 4-5 да најдеш нормален човек таму. Ако сакаш елегантен господин, оди во некој елегантен, некој убав ресторан, кај што одат такви луѓе. Запознавај такви луѓе. Сакаш бизнисмен, оди посети некој семинар, каде што има семинари едукативни кај што се собират такви луѓе. Има кај нас денес доста и во Македонија такви семинари, ја лично сум посетувал и навистина има прекрасни луѓе кои што може да се запознаат. Треба да го бараме на вистинското место тоа што сакаме да го најдеме. А не само да викаме нема. Па нормално тука нема никој да дојде на креветот и да седне до нас сам. Треба ние да се потрудиме да најдеме. Јас сакам да се пробаме јајти на рака. Сакаш? Ајде. А после да ми кажеш ја колку кило има. Чека да видиме. Ау. Нема озбилно сај да ми интересира. Оти, сме излизга. Ајде, видиме колку кило имаш ти. Сега ќе видиш баш за мен. Чекај. Сега ќе избереме колку кило има Агнеса. Како? Вака. Боже мили. Опа! Може бицев да си вежба. Чекај. 36,3. Слушай, ова жени ми следи бомборник е бил. Леле, стварно, многу си јак човек. Точно измерив? Да, Колку 57. Ја кажав 56,3. 57 и 558. Па да, тука. Чао!